Добро. Ајде, почнавме сега добро да разговараме и добро е што не гледаат граѓаните. Колега Јован, значи сега разговарав со градоначалникот на општина Дебарца, луѓето не следат. Тој тврди дека таков документ во неговиот мандат од 2013 година навака за регионална депонија во Арбиново не е донесен. Може би во 2011 кога беше некој друг градоначалник, значи немојте погрешно ме сватите, меѓутоа во негово време тврди дека таков документ не е донесен и толку околу документот. Втора работа, ми се јавија сега луѓе од општина Прилеп. За волја на вистината, значи покрената е таква иницијатива во 2004 година. Меѓутоа, за да се направи таква депонија во Алинци, требало да се донеси одлука на совет на 14 општински совети. Повеќе од половина совети не гласале за таква одлука и затоа таа иницијатива е стопирана. И треба да ја кажеме до крај работите. И толку со тие депонии. Се согласувам дека најголем проблем е каде да се носи отпадот и дека за жал ниту една влада до сега не успеала на граѓаните таму кај што планираат и ако си има здрава стратегија да им објасни дека секаде во светот има одредени места каде што има фабрики за преработка и рециклажа на отпад и дека тие не се штетни по здравјето. За жал не сме посветиле доволно труд и енергија сите. Ама сега прашањето е истото го правиме во моментот. Зошто вие да сте најповикан и од тука да браните владина стратегија? Ајде да бидеме објективни. Зошто министерот за животна средина да излези на телевизија и ноншарлантно да кажат дека тој проблем бил од пред 30 години? А Јован Митрески или Крсто Муковски или Петко Петковски од тука да зборуват и таму кај што не му е својството да ги убедуват граѓаните дека имало пари, имало стратегија и така натаму. Ние сме тука да го артикулираме гласот на граѓаните, без разлика позиција и опозиција. Министрите, ресорните особено, што се задолжени за ова проблематика, треба да излезат и јасно и гласно на луѓето да им предочат. Луѓе, имаме решение или немаме решение. Тоа решение е краткорочно, на среден рок, на долг рок. Има пари или нема пари. Сега, како да се убедиме дека не тераме политика? Министерот за финансии кратко го праша само. Дали, господине министер, има пари за оваа работа? Ако е тешко да ми кажат, има, господине Муковски, пари за тоа, добро. Ама не ми одговори, дали има пари или нема пари. Можда овие пари се премногу, можда се премалу, не знам. Ама ние бараме средства. И ние имаме информација дека општина Струга, барем од тамошните извори, кубури со средства. И градоначалникот се жали дека нема доволно средства да се справи со тој акутен проблем. И не е работата партизански да ги активираме агенција за патишта, не знам, приватни фирми и невладини издруженија како на акција СВОЗ да интервенираат. Па проблемов е 5 месеци. Колку што знам, координатор е господинот Сугарески, министер за транспорт и врски. Значи, сето тоа треба да оди по некаква процедура. И за жал пак викам, значи не е тоа за некакви поени да се добиваат, за жал по 5 месеци не можеме да го решиме проблемот. Пак чадит. И јас се извинувам, ево, вчера не бев тука, сте расправале за таков амандман. Ама не е валда греф ако денеска пак го отворам муабетот, не терам политика, прашувам само. Дали некако планираме да ја завршиме таа работа? На краток рок, на долг рок се согласувам дека треба да бараме некакво чаре и не само ние, него и други. Ама сега и вака не можеме проблемот да го решиме. За жал таму има некои други интереси, некои задкулисни работи и скриени намери. Таму да бидеме искрени, колега Поцков, се терат бизнис. Ево и тоа да ви го кажам. Добар бизнис на одредени структури. И ова сево што се прави во моментот, да не речем и класична диверзија. Таму се подпалуваат, се хушкаат луѓе да ја подпалуваат депонијата, зашто некому не му е грижа за здравјето на луѓето, за некој да си прави бизнис. За жал тоа се случува, вака тоа веќе јавно се зборуваат секаде. Може би не е вистина, ама се зборуваат. И овдека сега во изминатиот период слушаме од лекари, доктори, без разлика од ова, од она страна, дека одредени проекти го загрозувале здравјето на граѓаните така натаму. Ево доктори сте. Кажете како ова влијае, значи овој чат од секаков смет, од секаков буквално, како влијае на здравјето на луѓето. Ја не сум доктор, економиста сум.
на дишни органи, на плуќа, на не знам што да кажам, на карциноми, не дај Боже. 5 месеци ова, значи, еруптира, за жал, сега дојде СДСМ на власт, можда така требало еруптира. И во 2013 еруптира, ама беше ден-два. Ова веќе се провлекуваат сега, нешто таму се случуваат. Значи, како да ви кажам, садомазохизам би било на ова некој да се обидува да прави политички поени. Живееме таму, деца имаме, школа одат, на работа и така натаму, и секој ден е истото. Значи, треба да окрениме гласот. Идат повици, ова што го кажа колешката за Туровска. Ќе се соочиме со проблем. Таму луѓето не се делат сега на ВМРО, на СДС, на христијани, на муслимани, зашто сите се од крв и од месо. И ќе направат граѓанска непослушност, ви гарантирам, ако ова не се реши за 3-4 дена. И патишта ќе блокираат, и нема сметки ја плаќаат, и ќе направат проблем. И тога ќе имаме сите проблем. И од сега ви најавувам да не испаднете опозицијата направила проблем, македонска, албанска партија направила проблем, ќе има проблем. Значи, затоа ги молам ресорните министерства, особено Министерството за животна средина, кое што е најзасегнато со овој проблем, да не се однесува ноншарлантно, да излезат пред граѓаните и јасно и гласно да им кажат: луѓе, имаме ваков акцијски план, таков акцијски, толку средства, тие луѓе се заангажирани, гледаме дека има саботажи, ќе оградиме видеонадзор, паралелно бараме друго решение, ама да излезат. Луѓето имаат чувство како овој проблем да си е така некако прифатен, како небитен, и како да си тераме сега политичка агенда, пинг-понг играме едни со други, кои ќе добиел поени. Ама врска немат за поени. Значи, навистина ви викам, врска нема за поени. Еве го кажа, дека бил таму денес од Сабајле, вчера бил, завчера бил, тука живее колку што знам. Проблем е работава. И добро е сите да збориме. И добро е да станат и македонци, и албанци, и сите да зборат за да допри до гласот наш до надлежните институции, од локално ниво до централно ниво. И да бараме чаре. И да разговараме со граѓаните, да видиме каде да го решиме овој проблем. Во право е што викат. Ако сега најакутно треба, дека се пренесува и во Скопје, на крајот од краиштата нема ништо поважно од здравјето на луѓето. Нема пари со кои што може да се плати здравјето на луѓето. Нека се обезбедат средства превозни и така натаму. Добра била идејата железница да се напред, ама тој филм сега ќе го гледаме така, во некоја друга серија. Сега да се соочиме со вистината. Таму кај што има легал депонија, кај што на вистина се преработува сметот, нека се носи таму. Ама некако да се реши работава. Сега е најголемиот проблем како да не чади депонијата и како да не загадува. Значи, јас уште еднаш ги молам институциите, ево, ако има пари во ред, ќе го повлечеме ако треба амандманот. Нека каже министерот, луѓе, има пари за ова. Министерот, ево, не ни одговарат добро, така нека треби. Ја не знам како не сваќате дека сериозно зборуваме. Не знам како треба поинаку зборуваме. Таму живееме. Сите таму живееме. Ја најдалеку може би живеам, ама верувајте, ево, Струга е која на 630 метри или 650, јас сум на 850 метри. Се чувствува. На 15 километри, значи на 12 се чувствува. Замислете какво име на овие што живеат таму. Тој живее на 200 метри од депонија. Аман тебе луѓе, сега не знам како поинаку да правиме муабет. И ми јаси си играме ноншалантно, си прават муабет министрите, никој рецка не ни удира, другиот не бил негов проблем, пред 30 години бил добро, во ред, така нека биде. Само кој ќе се соочите со гневот на граѓаните, без разлика на верска, етничка и партиска, намерно, ова го повторувам 100 пати, зашто таму сите трпат проблеми, ќе видите тогаш каков проблем ќе имаме сите, не вие како власт, сите. Зашто анблок граѓаните викаат по политичарите и сите не чувствуваат за виновни, без разлика дали се СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, БЕСА или не знам кој. Овој проблем треба да се реши веднаш. Благодарам.